И види колко ще изплаши. Здрава, аз съм Мария и сега ќе ви прочитам едно кратко делче от Исидора Мун. Слави родендан! Време е за магионичарот, најави тато, отварајќи му ја на вратата на Вилбур. Тој влезе, фрцкајќи се во неговата наметка со звезди. Всушност, јас сум Вилбур Велики, го поправи Вилбур. Седнете сите, рече заповеднички. Денеска ќе ви покажам еден прекрасен трик. Кој сака да го презборам во кутија со жаби? Офнав. Едно момче од мојот клас по име Бруно крена рака и Вилбур му даде знак да застане напред до него. Вилбур ги засука рекавите, ги затвори очите и важно се удри во градите. И потоа го насочи прстот кон Бруно. Али казам банана, рече. Имаше едно силно бум и облак од розов чад. Бруно исчезна и на негово место се појави огромна картонска кутија. Однатре се слушаа силни звуци на крекање. Леле! Рекоа сите мои другарчиња. Неверојатно! Како вистинска магија! Рече Оливер. Сите гледавме како жабите почнаа да скокаат од кутијата. Вилбур изгледаше мощно задоволен од себе. Погледнете ги! Писна Зој додека жабите почнаа да скокаат низ целата соба. Бљак! Рече Саманта. Мразам лигави жаби. Што е следно? Праша Вилбур. Кој сака да види како збадав зајак од капата? Сите извикуваа, освен розовото зајаче, кој изгледаше мощно загрижено. Вилбур си стави пар дебели ракавици. Во случај да згризе, рече намигнувајќи и сите се насмеаја. Вилбур, реков загрижено. А Бруно? Што Бруно? Рече Вилбур, почнувајќи да ја пика раката во капата. Па не би требало да го вратиш назад сега? Вилбур изгледаше изненадено. Рече. Па да, претпоставувам дека би требало. Ја извади раката од капата и во неја имаше рунтав бел ставарец. Тоа не е зајак, извика Оливер ни смеа. Тоа е ставарец. Сите мои другарчиња почнаа да се кикотат. Мислеа дека Вилбур е многу смешен. Рече Вилбур разочарано. Навистина е. Ова беше еден дел од книгата Исидора Мун слави роденден. Има 4 такви книги, а ова е третата. Првата книга е Исидора Мун оди на училиште, втората е Исидора Мун оди на кампување, ова е третата, а четвртата е Исидора Мун оди на балет. Да. До сега ги имам прочитано 5 пати најмалку. Јас ќе ви читам од првата книга Исидора Мун оди на училиште. Исидора Мун, тоа сум јас. Јас и розовото зајаче многу се забавуваме заедно. Мајка ми е грофица Корделија Мун. Таа е самовила. Да, навистина е. Таа обожава да работи во градината, да плива во брзи потоци, да прави волшебни нелогарски огнови и да спие надвор под звездите. Татко ми е гроф Бартоломеј Мун. Тој е вампир. Да, навистина е. Тој обожава да останува буден цела ноќ. Да јаде само црвена храна, домати бљак, да го гледа звездиното небо со неговиот посебен телескоп и да налета на полна месечина. Потоа тука е и мојата сестричка, бебето Меденка.
Таа е половина вампир, половина самовила. Исто како мене. Сака да спие, да ме гуга и да пие розово млекце. Розовото е зајаче и јас се правиме заедно. Тој ми беше умилена кадифена играчка, па мама го оживеа со помош на магија. А ова е нашата куќа. Мојата соба е на врвот на највисоката кула. Од мојот прозорец можам да го навидам целиот град. На розовото зајаче не му е дозволено да гледа низ прозорецот, затоа што многу сака да скока од секаде. Си мисли дека може да лета како мене. Не може да лета. Секоја утро ги гледам човичките деца како одат на училиште. Облечени се во смешни униформи и носат товарски сопруги. Исидора Мун е едно девојче што се вика Исидора, половина вампир, половина самовила. Нејзиниот татко ич не е страшен, иако е вампир. Дури е помалку смешен. Постојано нешто сака да се затерува, постојано не јаде ништо освен црвен џус, се бунтува. Самовила. Не знам, не пишува. Мајка и на Исидора спие ноќе, а татко и на Исидора спие преку ден. Па утрото таткото само наутро доаѓа да ги види, а после понекогаш си заспива на столата, понекогаш си оди спалната. И за да не гледа во сонцето си носи научари. Таа јаде тост со путар од кикиритки. И знаела дека секогаш тостот го правила мајка и со магија, зашто на секој залак лепчето го менувало вкусот. Сите? 2 пати. Многу. Ова? Прво ќе дојде во училиште за самовиле, ќе биде многу лошо таму, па после ќе оди во училиште за вампири, таму ќе биде лошо, а после ќе се одлучи да оди во детското училиште за обични луѓе. Овие 4 книги јас би им ги препорачала на сите деца што сакаат авантури, а ти? На сите деца што сакаат соништа и сакаат и самовили и вампири и што сакаат на балет. Чао! Чао! Ова се од одмор фотографии. Не знаела каква круна да направи, ги собирала сите убави цветови, но после не знаела што да стави и ставила отровни печурки и ја искарала. Со тоа што ги кинала печурките, уништила некакво свето самовилско поле. А кои беа другите 2 книги освен училиште и балет? Роден ден слави. Да, и ова. Изидора И роден денот ќе биде проблем да го прослави. Па се договорија со татко и мајка и да направат обичен детски роден ден.
Ама тоа не беше Ама нема баш... да биде ни тој толку обичен, затоа што мајка и татко ја го планираат. Како ги прават тие поканите, видете? Со лилијата.